Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имаме ретка можност, ретка прилика да разговараме со една навистина необична, јас слободен сум да кажам, уникатна личност, која што се вика Мимоза, се презива Райл. Значи, вечерашна наша гостинка е Мимоза Райл, редовен универзитетски професор, личност која што цел живот се занимавала со науката, со образованието, но и со културата и уметноста. И за да биде нашава вечерашна средба барем малку креативна, јас ќе ја прашам нашата гостинка зошто нејзиниот мејл е Мимоза Пеперутка. Толку многу ги сака пеперутките, или пеперутките се некој неодминлив символ, па од толку многу други символи, не случајно, како еден и единствен е одбран тој збор, пеперутка, или е тоа случајно, а јас знам и тврдам дека никогаш ништо не е случајно. Повелете, Мимоза, во одбрана на овој ваш мејл избор. Ви благодарам, Христо, за вака креативното прашање. Точно е тоа, дека ништо не е случајно и дека си постојат синхроницитети. И јас верувам дека и нашава средба сега не е случајно. Апсолутно. И знаете што пеперутките ме фасцинира уште како дете, така лета во разнобојни под небесниот свод и така се меша со сонцето. И тоа е една посебна естетика во која што јас се загледував долго време. Меѓутоа, потоцна кога се заинтересирав како се создава, знаете, јас сум филозоф и сега морам да знам, да копам. И во науката сум истражувам, морам да дознам што е во суштината на стварите. Во се да најдете и смисла и безсмисла. Точно. На крајот, како одат годините, сваќам дека смислата е во убавината и тука е точка, ставаме на тоа. Меѓутоа, знаете, пеперутката, пошто е специфична, таа прво е гасеница и се палат незините светлосни клетки и таа се бори со целиот свој имунолошки систем, за да веќе кога таа ќе се предаде, ќе нема да може веќе да живее како гасеница, ќе мора да дојде трансформација. Тоа е во нашиот живот еден момент кога веќе, како Јунг што вели, тоа е најтемната ноќ на нашата душа, не можеме веќе понатаму како порано. Тоа е ништо што наеднаш иманентно ја пресекува нашата стварност и пеперутката токму тој момент го живее, најтемната ноќ, таа многу страда во тој момент. Меѓутоа, тогаш се палат тие светлосни знаци, таа умира на некој начин за да се трансформира и ги шири крилата кон сонцето, кон небесниот свод. Замислите дека тоа нас не се случува и во животот. Всушност, убаво што ве прашав за пеперутката, бидејќи вие пред малку проговоривте не само емотивно, туку би рекол и стручно, и научно, проговоривте за реинкарнацијата. Проговоривте за тие преобразби, за тие трансформации, низ кои што секојдневно и ние поминуваме и севкупниот човечки хабитус и живот. Мимоза Райл, вие сте навистина една ретка и специфична личност и многу малку такви личности како вас, јас ово одговорно ви го кажувам, бидејќи имам 66 години и веќе можам јавно да ги соопштувам нештата што ги мислам и што ги чувствувам. Во вашата биографија од неколку страници која што ја анализирав малку, да не речам ја проучував и фактички се подготвував за оваа емисија, има толку многу активности што јас се прашував дали сето ова може да го постигне еден човек во само еден живот, еден човечки живот. Но навистина имате бројни активности, а сите тие активности почнуваат од Скопје. Вие сте родени во Скопје, иако пред да ја започнеме емисијата ми рековте дека
во вашите вени и жили тече скопско-прилепска крв. Точно. Па ајде малку да се навратиме на тие ваши, да ги наречеме условно, прапочетоци, на тие ваши корени. На Скопје од вашето детство, од вашата младост, за подоцна, нели, малку да загребеме подлабоко и во вашата професионална определба, студиски денови и слично. Скопје, можете и за Прилеп, слободно. Па да, Скопје ми е посебно голема моја љубов. Каде да одев, таму се враќав. Точно е тоа, кога ја спомнавте веќе реинкарнацијата, тоа значи реинкарнаре, на латински значи повторно вмесување, Да. Односно, продолжуваме според сите мои истражувања. Како повторно раѓање. Сите мои истражувања од персиска, египетска, значи шаманска, таоизмот, па предсократовци кои што апсолутно се комплементарни во своите ставови, сваќаме дека се што постои во вид на свест и тоа е нешто за жал што јас на факултет не го учев и децава се не го учат. Да. Затоа, а треба да се учи, тоа е предметот метафизика. Да, се создава, ама и пресоздава. Точно. Се создава, Се пресоздава. трансформира. Се што постои е бројот 0 и тоа е што вели Аристотел in potentio, значи се постои во потенција и бројот 1. Да. Нулата е пасивен принцип и единицата е активен принцип на радоста. И се што се создава по пат на радоста. Самата метафизика опфаќа едни 4 прашања кои што треба да се изучуваат, а тоа е космологија, односно каков е овој свет. Да. И дали по карактерот на овој свет не се всушност дефинира самата трагедија на животот, од една страна, метафизиката го поставува и прашањето на битието, кој сум јас? Да. Дали сум ја тело, дали сум јас професор, или дали имам ја нешто внатре во себе суштинско, вечно и непроменливо? Метафизиката го поставува прашањето и на психологијата, што е човековата душа, и дали нашата психологија денес се занимава со прашањето за душата или се занимава со прашањето за личноста, што се две диаметрално спротивставени работи. Душата е бесмртна, додека личноста е конечна и смртна. И на крај метафизиката се занимава и со теологијата, односно постои ли Бог или не постои Бог. Значи, да преминам на вашето прашање, сакав само да го малце прокоментирам вашето согледување на свесност, инаку тоа е филозофијата која што се занимава со феноменологијата. Феноменологијата на духот, тоа е апсолутниот дух на Хегел, кој што подоцна е всушност во религијата е светиот дух. Но како и да е, јас Скопје го нареков градот на светлината. На вистина, и ако го погледнеме во вашите, вие во Феникс објави една книга, сега се сетим, дека вие сте виновникот зашто почнав да пишувам за Скопје и напишав и поезија и напишав на вашето инсистирање, дајте ми поезија, дајте ми, и јас почнав така да се инспирирам, почнав нели да го развивам тоа едно чувство кај мене за Скопје, па се насетив, чиста емоција беше тоа. Вие така знаете да го извлечете талентот од луѓето. И кога добив мејл кај вас па еден па друг и решив да навистина сте многу заслужен за да го развиете поетското чувство и поетите тоа треба да ви се благодарни, зашто поетите се многу, како да кажам, мрзеливи. Тие мора да имаат една иницијална каписла во која што вие навистина тоа се трудевте од се срце беше и јас дури учествував на тој денот на Скопје 13 ноември што Друштвото на писателите го и навистина тоа е градот на светлината. Градот на светлината, кога ќе ги се сетам на моите корени, на моето детство. Тоа е од матка па до другата Богородица. Кога се прави еден крст во една Богородица, па
па четврта, друга, и навистина се прави еден крст, а крстот е символот на страдањето заради љубовта. И знаете, тоа значи еден психолошки момент, ние одиме по еден хоризонтален пат, одиме и во еден момент ја сваќаме безсмислата за која што вие ми зборувавте, и сваќате дека треба да живеете со смисла. Тој хоризонтален пат всушност го сечеме ние во вертикала и одиме кон Бога и така се создава крстот. И токму Скопје ги има тие символи. Знаете, Скопје, како да кажам, детството е можеби не само кај мене и кај другите луѓе е најбавиот период во животот. Се сеќавам на едни моменти, и тоа го напиша во есејот за кој што Феникс го издаде подоцна во ваше издание, дека пред Божик, знаете, тоа беше најбавиот период од животот. Знам, ке седнавме со моите родители, мајка ми ке не пробудеше, станете, паднал снег, па тоа беа едни снеголки кои што високо танцуваа на небото, секој од нив беше обоена со радост. Па ке седневме да ги планираме, моите пиеа кафе, по тој посебен порцелан што се чуваше за Божик на оваа година Свети Никола, а јас и сестра ми пиевме какао и така се чувствуваше една празнична, убава магија, волшебство на празниците кои надоаѓа. И тие моменти јас ги запишав баш во тој есеј како еден печат на детството, знаете. И навистина, знаете, каде што е улицата на друштвото, на писателите, на Максим Горки, па тоа Липите, тоа е улицата на влюбените, како што нарекуваат. Знаете, имаме моменти кои што тука не се забораваат во нашето Скопје и луѓето кои што не напуштиле, како да постојано се тука, како да живеат во духот и каде и не се отидов Христо. Каде се Скопје? Не можам да го... мислите и нозете ве враќаат тука. Да. И срцето, и не може човек без родниот крај. Барем во мојот случај, дали преголеми емоции се кај мене, дали носталгијата толку постојано се навраќа. И уште на аеродромот или со кола или со автобус, кога ќе влезам во самиот лес на Скопје, веќе атмосферата се менува и воздухот. Еве, почитувани гледачи, слушнавте и од самата наша вечерашна гостинка, Мимоза Райл, дека скопскиот воздух, па макар и загаден, и со не знам какви PM честички, е најубавиот, највкусниот, најблаготворниот, бидејќи ние сме од тука, од оваа почва, и тука се нашите корени. Мимоза Райл е номад. Она патува, но не само со мислите, патува и физички, и дел од својот живот го има поминато во странство. Во Словенија, во Франција и во други држави. Но, бидејќи почнавме од Скопје, а слушнавте во нејзиниот исказ многу филозофски размисли. Она е всушност филозоф и моето прашање е зошто се определивте за филозофијата да ја студирате на филозофскиот факултет во Скопје? Од толку многу други научни и стручни сфери се определивте токму за филозофијата. Секогаш ме интригира прашањето кој сме ние. Од каде светот се создал. Дури не можев да спијам навечер. Одговорите на моите прашања, татко ми беше доктор, мајка ми судија, бе прагматични луѓе во екзактност на науката. Прецизни луѓе. Прецизни, да. И некако одговорите што ги добивав и дома на училиште, во гимназија не можеа тоа мојата љубопитност да ја задоволат и морав да отидам подлабоко во истражувањето што е светот, од каде светот. За да на крајот сватам дека тоа учење, тоа истражување не се дознава веднаш, ад хок, дека
мојата свест треба да се промени за да дојдам до одговорите на одредени прашања и еве сега се уште Дека учам. филозофијата е и праксис, фактички не е само Апсолутно, вербализам. апсолутно. Мора да ми се отвори таа Апсолутно. антена, Чакрите, така. чакрите, да, Така. таа крунската чакра кон Бога, за да вие сватите дека всушност кои сме ние, што сме, за да на крајот сватам дека се е едно, дека и дури, меѓутоа, никој на факултет не ви кажува дека дека се е едно, дека всушност Бог е не дуалност. Самата наука, целата така дарвинистички ориентирана, го исклучува Бог од својата диференција, специфика, како што во незиното постоење, и затоа јас сватив дека тоа сознание, таа една гносеологија која што човекот ја носи е чисто индивидуална и дека сам човекот мора да дојде и одговорите на тие прашања се страшно автосознание. Да, еве исто кога ја читам божествената трагедија на Данте Алигиери, неговиот пат, знаете, преку од пеколот до чистилиштето. Се тоа патишта на човечки, па Исусовата голгота на страдањето е човечка голгота на страдањето, за да ние се отвориме кон Бога. Адам и Ева, знаете што, кога паѓаме ние во дуалност? И тоа ми беше зошто страдањето. Јас во домот живеев еден преубав живот. Она на Хесеовото, читав многу книги која велеше еднаш ќе затворите рајската порта на родителскиот дом и ќе се соочите со злото во светот. Јас се чудев, велам, па Адам и Ева кои живееле во рајот, во рајската едемска градина, кога всушност тие од нултата точка, од чистото побивствување во рајот, кога всушност тие влегуваат во дуалноста, а тоа е единица, значи кога змијата доаѓа и всушност е првото искушение, а тоа е нашето излегување од родителскиот дом и кога всушност ние го гледаме злото во светот и гледаме сега. Важно е младо дете едно кое што тргнува на училиште, оди во гимназија, не е свесен, тој е шокиран. Замислите, ние немаме образовна подкованост дека ќе се сретнеме со злото во светот и дека тоа е нашето, поготово во тие времиња кога немаше веронаука, не учевме за Бога, дека и како треба да се однесуваме. Младиот човек мисли дека така треба, дека тој почнува да се идентификува. Идеалот да го губи на оној што му е од детството, оно што го запамтил во преднаталниот период, дека е божественото и рајското и почнува да се идентификува со некои пријатели кои што исто прават зло, некои филмски звезди, некои рок пејачи, за да свати на крај дека тоа е се лажно и моментот кога тоа го сваќаме, кога ние повторно се откажуваме од злото и одиме кон убавина, се тоа ше време, периодот, моментот на просветлението и тогаш ние му се предаваме на Бога и тогаш сваќаме дека всушност колку сме грешеле, меѓутоа дека така едноставно морало да биде и за да ние враќање, зашто свесно сме донеле одлука дека сакаме да бидеме кај Бога во свесноста, во убавината, во радоста и така натаму. Ќе поставам едно реалистично, стварносно прашање за кое што вие ме поттикнавте со претходните ваши размисли. Родителите кои што се многу посесивно поврзани со своите деца, најмилите, посебно кога се деца во вистинска смисла на зборот и кога треба да отидат во прво одделение во училиштето. Тие таа разделба со своите малечки, со својот пород, со своите деца, ја чувствуваат на првиот училишен ден. Тогаш нивното дете не е толку во градинка, зашто во градинка ќе го земат после, меѓутоа во училиште тогаш чувствуваат еден голем вакуум, една празнина и велат, леле, детево веќе влегува во самостоен живот. И всушност, ранецот, торбата, што ја носи детето на својот грб, не е тешка само од книгите, тетратките и приборот,
туку е тешка од сето она што како багаж понатаму момчињата и девојчињата ќе го носат во целиот живот, а не се свесни што ги чека како товар и како обврска. И веќе тогаш тие ќе мора да настапуваат и да се борат самите, бидејќи ја немаат таа матична заштита од родителите. Како што рековте пред малку, тогаш треба тие самите да се нурнат во животот. Но, како што вие се нурнавте во студиите за филозофија, така се нурнавте и во вашата докторска дисертација со наслов Европскиот мултикултурализам и мултијазичност и размислувањата на Балканот. Морам веднаш да кажам дека и денес, а не тогаш, кога ја имате напишано и одбрането ова ваша докторска дисертација, и денеска овој наслов, оваа тема е многу актуелна и е многу, иако поминале повеќе децении, можам слободно да кажам, и денеска оваа тема е актуелна, е авангардна, но и многу суштинска, суштествена, многу битна, бидејќи ние денеска, како никогаш порано, живееме во мултикултура, живееме во мултиетнички средини и веќе се бришат полека тие граници меѓу Балканот, Европа и светот. Од една страна сме дел од Европа, а не сме во Европа. Од друга страна сме Балкан. Многу лошо се римува со еден друг збор. Балкан. И како да постои некој друг надсвет, што е подалеко и многу поразличен и понастрана и од Балканот и од Европа. А всушност сите сме патници на оваа планета, за некој во вид на топка, а порано во вид на земјана плоча. Моето конкретно прашање е: зошто ја одбравте токму оваа тема и дали бевте толку видовити уште тогаш да одберете на тема што е космополитска, што е универзална, би рекол дури и планетарна, и што е и денешна и утрешна. Како се случи тоа? Што влијаеше? Да ви кажам искрено, тоа беа едни години на голем ентузијазам. Тоаш влегувавме во едни нови ситуации политички, општествени, индивидуални, колективни. И јас како еден занесен уметник уште од тогаш и во соработка со мојата менторка, и таа доста, Дорјана Христова, таа доста исто ми влијаеше да одбереме таа тема. Вратена од Европа, гледам дека во Европа се прифаќаат сите малцинства, сите националности. Се пее во еден глас, бев и во Швајцарија. Да. И знаете, и бев и во Белгија, каде што таму се вечно раскарани народи, знаете, и сакав Македонија да заживее во еден цвет на мултикултурализам, мултијазичност, Да не живееме едни покрај други, едни со други. Точно, затоа што и едните и другите сме тука пораснати, тука родени. И тоа делба по нации, по ова, за мене беше тоаш неприфатливо. И сакав еднаш за секогаш ние да си живееме убаво и среќно. И она што јас го предложив како модел беше, сето тоа беше во областа на култура и уметност, на она Гоцеовата мисла дека светот е сватен како културен за културен надпревар меѓу народите. И сметав дека, еве, например, како што е во Швајцарија, швајцарскиот модел, кај нас ќе биде прекрасен. Меѓутоа, што се случува во Швајцарија? Швајцарија и французите, и германците, италијанците, и фламанците, сите се, значи, лојални на својата држава Швајцарија. Значи, идејата за мултикултурализам и мултилингвизам мора да значи лојалност кон сопствената држава, а не сепарација.
Во таа теза јас, насетувајќи дека може, знаете, кога имате во држава партии на национална основа, постои голема опасност дека дека нацијата ќе биде многу тука изразена и дека тука ќе дојдат конфликтите, како што гледаме сега во последнава деценија се случи една голема хаварија. Да. Ние како станавме малцинство во својата држава, стана едно дивење на една политичка структура и затоа веќе мислам дека и доцна да се промовира овој модел во кој што јас пишував на времето, тоа беше 2006 година. Сега мораме ние да бараме начини на помирување и на повторно заедништво и она што бевме вратени толку години, толку децении наназад, повторно да го рехабилитираме, да го реафирмираме и не само во дома кај нас, туку и повторно да составаме нови врски со нашите соседи кои што се максимално разрушени во однос на добро соседството. За жал, ова што говорите е многу битна актуелна тема и многу е навистина жално и поразително што во нашава држава постојано како да почнуваме од нула, постојано како да почнуваме од почеток. Секој новоизбран премиер или министер како да почнува од него. И сите стратегии, сите политики исто така се погрешни кога се базираат на етничката припадност. Бидејќи, верувам и вие го делите тоа мислење, тој впечаток, битно е кој е тој човек, научник, стручњак, професор, писател, уметник, а не дали е македонец, дали е албанец, дали е турчин, бошњак, србин, хрват и било што. И мислам, колку порано ние тоа го сватиме. Ќе сватиме дека исто сонце не грее, дека на иста почва одиме, иста вода пиеме, ист воздух дишиме. Колку ова да звучи упростено, ама суштината е таа. Ние сите сочинуваме едно заедничко тело, а тоа тело се вика Македонија. И, навистина е поразително ако се продолжува со делби, а не со спојувања, интегрирања. И вашата докторска дисертација треба да биде само еден убав пример, една убава илустрација, една убава заложба, не само за сегашност, туку и за иднината. Ќе немаме иднина ако продолжиме сите против сите и ако продолжиме со негативна енергија и со негација. Ние живееме во едно многу наелектризирано, би рекол и негативно време, кој што ние самите често го правиме, а изговорот ни се постојано некои странци, постојано некои други виновници и други лоши луѓе. А всушност ние сме станали лоши. Тоа е едно вака упростено гледање. И ме радува тоа што Мимоза Райл, уште во својата младост, кога се образовала, кога докторирала, не останала само во таа затворена, роднокрајна, би рекол, средина. Туку, вие продолжувате и во Словенија, потоа и во Франција, и во другите држави. Па како беше тој пат на одење, а потоа и на враќање? Па, патот беше прекрасен, така, едноставно во потрага за одговори, јас сакав да истражувам и да слушам и од други професори. Па, постдипломски завршив јас тука на филозофски факултет, меѓутоа завршив и во Љубљана, каде што некои работи ми станаа појасни, знаете.
Ако дозволите, само би Да, го слободно. искоментирала ова што сега го кажавте, знаете. Може слободно. Тоа е висока свесност, вие што го кажувате. Меѓутоа, ние сега сме доведени во ситуација повторно да докажуваме на светот, на Европа, па и на самите внатре нас, Дека сме цивилизирани. дека имаме цивилизација, дека имаме култура која што е апсолутно грандиозна уште од создавањето. Од искона, од дамнини. Од дамнини, а не од вчера до и денес. завчера. И тоа што го рековте апсолутно држи дека македонецот има една континуирана, перманентно спротивставување на насилството и како што вели Блаже Коневски, токму во тоа перманентно спротивставување на насилството кое трае од 9-тиот век, па преку драматичните столетија, оној Дантеов пекол на Миладиновци, жестоко касапење на секогаш едни мизантропи. Да, ама до степен да се чувствува самиот тој домицилен народ како смачкано племе. Точно. Кој го смачкал? Самиот себе си? Или некој друг? Точно. Меѓутоа, Беше постојана тортура, присила. Постојана тортура, асимилација. Меѓутоа и ние страдаме од сопствените предавници од една страна, од друга страна до дека македонецот до последен човек не го крене својот глас и не каже вака веќе не може, ние ќе ги трпиме тортурите од сите страни и верувајте ми, господине Петревски, никој не ни е виновен. Никој не е виновен и тоа го вели и Достоевски, за кој што пишував, мора веќе судбината да ја земеме во своји раци, да кажеме дека вака веќе не може и дека мораме поинаку. И само математички, се извинувам да кажам, да прекинеме да се делиме, повеќе да се множиме и да прекинеме да се вадиме. Ајде да се собираме. Значи, дека има повеќе множења и плусеви, а помалку делби и минуси. Тоа е една идеја на соживот, на една културна соработка до која што сигурно на крајот мора ние да дојдеме. Апсолутно. Со војни, ладна војна, ништо не добиваме. Повторно и по секоја војна мора да се седне на почнуваме од почеток. Не мора да почнеме од почеток. Може само да се вратиме на разумот и да кажеме дека мора да се почитуваме. А дали е навистина тоа катарза, македонецот постојано да се себе уништува, да се само уништува? Дали од тој антагонизам надворешен, потоа преминува и на внатрешен план, па некогаш може би кога некој не напаѓа, ние се браниме, и некогаш кога оној другиот не ни мислел, може би, да влезе во конфронтација со нас, а ние од страв, од предпазливост, уште пред тој било што да преземе, ние веќе се браниме и обратно, оној другиот, што говориме за другиот, значи има и другост. Оној другиот ја чувствува слабоста. Може би така, ние мери силата и слабоста и вели што да ви правам кога сте толку разединети и толку некадарни, толку неспособни, вие сами ќе се испотепате меѓу себе и вие сами ќе се поразите. Значи, ние се зборуваме за една колективна поразија. И ние немаме тоа право да го правиме не само поради нашите наследници, нашите деца и внуци, туку и поради нашите претходници. Кој нас ни го дал тоа право? Кој ни е дал таа почва, тие дворови, тие ниви, да кажеме дека се наши, значи некој пред нас ни ги дал, за сега да ги разнебитиме и да ги распродадеме и да ги препуштиме, да ги оставиме, зашто оваа земја Македонија не случајно се вели е света земја, ама и мала. Ние не сме голема територија, ние немаме површини што можеме така лесно да ги раздадеме, како на фората. Оставени сме во едно парче земја во кое што мора да го сочуваме. Так, и сега е моментот кога ќе го сочуваме
или нема да не биде и тоа е И после ќе ни биде некој друг виновен. толку е критичен моментот во кој не знам дали гледачите, Апсолутно. дали народот е свесен дека ние сме на работ на дуплото дно во кое што предамбисот на непостоењето и дека сега мора да се обединиме, мора да се консолидираме, мора да кажеме не на несоживот, не на разделби, не на грабеж и на вистина. Отидовме малце во Не, ама овие поларизации се факт. Знаете, дали денес некој може да каже дека е задоволен од животот како македонец, од национално, од економско ниво? Дали денес можеме ние да отидеме на доктор со целосна доверба после случувањата во онкологија? Дали постои еден граѓанин на кој што корумпиран судија не му досудил нешто што е спротивно на законот? На училиште? Зошто немаме учебници, книги? Има нешто многу страшно. Не ве прекинувам, можеме многу да наброиме, меѓутоа има нешто многу страшно. За било која работа, зарем ти треба пријател? За да извадиш документ, пријател. За да отидеш на доктор, пријател. Значи нешто не е во ред. Не е во ред, системски. Значи системски. Или за да се вработиш, или некој твој од семејството да вработиш. Зар треба некој да ургира? Имаш диплома, имаш способност. Точно. Многу... Сите конкурси се наместени. Владе невиден непотизам. Зошто да мора, па синот, татко, па син, па дедо, па прадедо, цели кланови имате на универзитетите во кои што не може еден навистина талентиран недопирливи структури, институции, структури, едноставно како да се нечија царевина, кралевина, апсолутно, феуди. Тоа не секој конкурс во Македонија. И зошто после не одат младите? Ете, затоа не одат младите, затоа што не постои Христо еден конкурс кој што не е наместен. Значи немаме еднакви права и не може веќе под клуч. Ако таткото бил професор на университет, дека мора и неговиот син или ќерка да биде поет, не значи дека апсолутно не смее и синот да биде затоа што тука има една судирна интереси и така се ствара корупцијата. И тој клан, мислам дека сега со новиве новата енергија која што доаѓа, која што верувам дека мора да се случи промена, зашто премногу отидовме во декаденција. Добро. Непотизмот изгледа фати длабоки корени и тој што прв ќе го сотре, ќе биде херој. Ќе биде херој и тој и го мисли најдоброто на оваа наша држава. Јас сакам при крајот на емисијата, за жал, многу теми опфативме, брзо помина, сакам да кажам дека вие, односно Мимоза Рајл, е автор на овие книги, со ништата на писателот, односно патот од страдањето до златната доба на убавината и на смислата. Книга посветена на Достоевски. Значи, една од ретките книги кај нас во Македонија, која што се занимава со Достоевски, неговото творештво. Тука е и книгата Филозофските идеи за универзитетот, односно создавањето на првите универзитети во Европа. Оваа книга е книга за Охрид. За Охридската книжевна школа. Така е. И третата книга, што ќе ја покажам и на гледачите, и за гледачите, е Светлината на убавината и уметноста. Еден пообемен, научен и стручен труд, во кој што вие се занимавате повторно со светлината. Ајде малку накратко за овие три книги, накратко, бидејќи сме на вистина самиот крај на емисијата. Па, еве накратко да ви кажам дека моите истражувања во Франција и во Германија ме донесоа до тоа да дојдам до книги од Рихтер, од византолози, германски, кои што всушност зборуваат за Охридската книжевна школа како првиот универзитет
на Балканот и во Европа, Болонскиот универзитет се создава дури 2 века подоцна и замислите дека пишуваше кај нас Веранти. Имаме, значи, и ние такви информации, меѓутоа тоа требаше да се учи по некако бомбастично во училиштата на малку повеќе да си го експонираме тоа што го имаме, да го што сме го имале. афирмираме она што навистина сме ние, имаме богата историја и навистина Охридската книжевна школа е символот на македонскиот славизам, каде што се создава и македонскиот јазик како наш најголем атрибут во нашиот персоналитет. Всушност во што зборувам во книгата, зборувам дека како е создаден македонскиот јазик, дека при преводот на, сега да кратам многу, во интерес на времето, при преводот на старословенските црковни списи се создаде едно специфично наречие македонското, кое што преку Волга до Дунав отиде, значи преку Дунав до Волга до Кремљ отиде, значи да го шири нашето наречие беше основа за создавање на другите словенски јазици како еден аргумент за сега проблемот кој што го имаме со соседите. Охридската книжевна школа и самиот Блаже Коневски во есеот за Климент вели дека е еден духовен континуум кој што започнува од 9 век, меѓутоа продолжува и во времето на османлијаите. Ние го задржавме она што е автохтоно македонско, па преку оние драматични столетија по првата светска и балканските војни, па се до времето на преродбата, ние постојано се спротивставувавме на насилството и на тој начин го задржавме нашиот идентитет. Навистина во втората книга која што е Светлината е всушност за која што изборевме на почетокот на емисијата, дека во основа е свесноста која што е вечна, која што е Бог, и од таа светлина всушност доаѓа талентот на човекот и неговата инспирација, за да на крај во третата книга ги поставам прашањето има ли Бог, нема ли Бог, и има во контекст на Достоевски и нема ли Бог и нема ли бесмртно, затоа што ако постои Бог, тогаш имаме голема етичка одговорност во христијанска смисла. Ако не постои Бог, тогаш е и морализмот на Иван Карамазов и се е дозволено. Во таа смисла мора секој човек во одреден дел од животот да ги постави, даде одговор на овие прашања. Бидејќи Мимоза Райл е универзитетски професор, сега ќе дадеме една од овие 2 бои, не да не напише оценка, туку да ни се подпише, може и со 2, може и со 1. Значи тука е одбрасината боја, вашето име и презиме, како Мимоза Райл, горе. И да ви напишам нешто? Ќе ни напишете, апсолутно. Долу само датумот денешен. 29.1.2024. Овде десно е тоа што ќе го тоа ќе напишам со црвено. Повелете. Затоа што типично женско. Повелете. Напишете ни нешто. И после ќе ви дадам да прочитате. Да. Одлуките на срцето да ги носите уште на земјата. Ајде прочити. Одлуките на срцето да ги носите уште на земјата и Бог нека го благослови вашиот пат. Се согласувам. Ви благодарам за вашето учество и нови книги, нови успеси, нови патувања и нови враќања во Македонија. И вие да бидете да ни инспирирате, зашто до сега тоа го правевте. Па добро, ќе се трудим, ќе се потрудам и лично, и како телевизија ќе се трудиме. Ви благодарам.